Добар ден, ви благодарам што сте со нас. Лидерот на Социјалдемократскиот сојуз Венко Филипче најави средба со Арбен Таравари за следната недела. Во гостување на политиканти, Филипче рече дека не знае дали Таравари ќе напушти или не владината коалиција, но порача дека како колеги лекари имале добра соработка. Идната недела се очекува и нова средба на Мицковски со Таравари по обидот да се воспостави диалог помеѓу партнерите во коалицијата Вреди. Политичките партии пак веќе почнаа сериозно да ги подготвуваат имињата на учесниците во изборната трка. И од владеачката ВМРО ДПМН потврдуваат дека на листата ќе има дел од актуелните градоначалници, но и нови имиња, но се поизвестно е дека на овие избори ќе настапат со партиски кандидат за град Скопје, наместо како претходните кога ја поддржаа Данила Арсовска. Името за град Скопје очекувам да дојде во текот на летото, иако постојат јавно се познати дел од имињата кои што дајаат од ВМРО ДПМН, има и други заинтересирани, така што се анкетираат во моментот и очекувам дека во средината на летото ќе имаме резултати, секако дека имам и мои лични фаворити и фаворити на партијата, но ќе оставам органите и телата на партијата тоа да го соопштат. За град Скопје? Очекувам дека анкетите ќе покажат дека некој кој што е партиски член или активист ќе биде најдобар на анкетите и наш прв избор, но да оставиме да видиме каква ќе биде состојбата. Акцијски план за малцинствата кои Македонија до крајот на месецот треба да го поднесе до Европската комисија би можел да биде решение за проблемот со Бугарија. Ваква оптимистичка изјава денеска даде австрискиот амбасадор во земјава. Од владата порачуваа дека македонскиот идентитет е црвената линија во процесот. Изјавата на високата представничка на Европската Унија за безбедност и надворешна политика Каја Калас дека Европската Унија подготвува план Б во случај Унгарија да стави вето на пристапувањето на Украина, го отвори прашањето зошто Европската Унија нема план Б за македонските евроинтеграции. Што е многу важно е дека досега добро напредуваме, тоа го покажа и овие транши кои што ги добивме по реализацијата на одредени реформи, но знаете, долго зборуваната Европа пред се треба да ја донесеме тука, затоа што за нашите граѓани Европа е синоним на добро здравство, на одлично образование, на борба против корупцијата, на дигитализирана држава и така натаму, така што прво треба да си ја завршиме домашната задача, а секако после тоа следствено следува членството во Европската Унија. Она што е важно дека ние не се откажуваме, иако имаме доста предизвици на тој пат, меѓутоа за нас е важно да си ја сработиме, како што кажав, домашната задача, а сигурна сум дека Европа конечно ќе препознае она што нашата држава го прави за да биде дел од големото европско семејство. I must say I am quite impressed about the effort the government of North Macedonia is undertaking. Just now, these days, the government will submit the roadmap for minorities in the framework of the action plan for rule of law and human rights. And further roadmaps and further papers are to be delivered this year, which will prepare the ground to start substantial negotiations as soon as the question with the Bulgarian minority and everything else which comes along is solved. Судија на претходна постапка од Основниот суд во Штип на петмината државјани од Република Турција кои се инволвирани во убиството на 25-годишниот турски државјанин им определи мерка притвор во трајање од 30 дена, информираат Штипскиот кривичен суд. Осомничените се спроведени во затворот во Куманово. 30-дневен притвор за петмината турски државјани инволвирани во убиството на 25-годишниот ЕО во кафе бар во Штип одреди судија на претходна постапка. Осомничените се спроведени во затвор Куманово. Директниот извршител на делото, 21-годишниот КК, кој немал пријавен престој во државата и на кого му се заканува доживотна казна затвор, пиштолот со калибар 9 мм со избришени податоци за модел и серијски број, на почетокот од месецот го купил за 1100 евра од непознато лице од Скопје. Со истиот, вечерта на 8 мај, во кафе бар лоциран на Штипскиот плоштад, со умисла и од безобзирна одмазда, неколку пати го застрелал неговиот сонародник, информираат од обвинителството. Преку мобилни апликации се договориле со жртвата да се сретнат, за наводно да ги решат долготрајните недоразбирања помеѓу нив, но по 15-минутен разговор во угостителскиот објект, осомничениот влегол во тоалетот и веднаш излегол и испукал повеќе куршуми во правец на оштетениот, нанесувајќи му неколку огнострелни
ножевелни рани, кои биле смртоносни. Останатите осомничени, тројца мажи и една девојка на возраст од 22 до 28 години, му помогнале да избега. На точно неутврдена локација во Штип го качиле во автомобил БМВ, со кој управувала осомничената девојка и сите заедно се упатиле кон Скопје. Кај наплатната станица Милодиновци на автопатот Штип-Скопје биле пресретнати и запрени од полициска патрола и се дале во бегство, но биле уапсени, стои во соопштението од обвинителството. Неофицијално, убиениот во 2023 година студирањето на Штипскиот универзитет го ставил во мирување. За Сител, Трајан Рисовски. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски вели дека во моментов се сослушуваат сведоци во однос на постапката за пожарот во дискотеката Пулс во Кочани. Полицијата во моментов постапувала по насоките на јавното обвинителство. Предходно и државниот јавен обвинител Коцевски информираше дека истрагата во моментов е во исклучително важна фаза, а се вршат разговори со повеќе од 300 сведоци. Согласно информациите кои што ги имам, сега во рамки на истрагата се превземаат насоки по дадени нападствија од страна на јавното обвинителство. Колку што сум запознаен, се од страна на јавното обвинителство се сослушуваат одреден број на сведоци кои што се поврзани со кривично-правниот настан. И не би имал што да додадам. Во овој момент истрагата се уште трае, се собираат докази, се постапува по насока на јавното обвинителство, што има нови моменти јавноста од страна на јавното обвинителство ќе биде запознаена за сите оние чекори кои што ќе следат видно. Во 16 часот и 5 минути денеска во Кочани родителите на загинатите во пожарот во дискотеката Пулс во Кочани ќе одржат нов марш на ангелите. Времето на одржување, како што е најавено, ја символизира задоцнетата реакција на институциите. Маршот ќе почне од паркот во Кочани, а ќе поминат пред општинската зграда, полицијата и зградата на судот и обвинителството. Родителите преку писмено соопштение информираа дека ја одбиле средбата со премиерот Христијан Мицковски, која требало да се одржи во вторник во владата, но го поканиле премиерот да дојде во Кочани. Сител има своја екипа на терен, очекуваме вклучување во живо од Кочани во вестите во 16 часот. Американскиот претседател Доналд Трамп објави дека Индија и Пакистан